Добар ден на сите, почитувани представници медиумите, почитувани граѓани. 3 години власт на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата наспроти 11 годишното криминално и режимско владење на ВМРО ДПМН ја направија разликата меѓу одговорното и динамичко несување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и незрелото, деструктивно и антинародно действување на ВМРО ДПМН. И додека ние носевме одлуки за најважните прашања по иднината на државата и граѓаните, нашиот политички опонент немаше став и бегаше од одговорност. Нивниот кукавличлук одеше до таму што не собраа храброст ниту да аплаудираат во Македонското собрание кога го ратификувавме нашето членство во НАТО. И ден денес се закануваат со поништување на договорот од Преспа, а по налог на Мицкоски ги блокираат средствата од 90 милиони од Светска банка. Јавноста гледа и знае кој застана храбро и одговорно против пандемијата, а кој лажеше и во време на забрани шеташе по теретани, додека здравствените работници неуморно се бореа со коронавирусот. Граѓаните на општина Прилеп на најдобар начин почувствуваа што значи кога владата креира политики во интерес на пошироката заедница и кои се придобивките кога локалната и централната власт работат проекти според потребите на локалното население. Почитувани, градежната офанзива која се случува во општина Прилеп наидува на општо задоволство кај секој жител на градот и населените места. Новиот лик на булеварот Гоце Делчев, на градскиот стадион, изградбата на армирано-бетонскиот мост, прв кој после 47 години се гради во Прилеп, рехабилитацијата на патот до Вештачкото езеро, изградбата на клучката кај Тирс Прилеп, реконструкцијата на неважните сообраќајници и улици, без исклучок во сите урбани заедници во градот, промената на постоечката и изградба нова водоводна и канализациона мрежа, инвестиции во образовните институции и детските градинки. Сето тоа зборува за новиот начин на практикување на власта, која Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со граѓаните го гради на партнерска основа. Градоначалникот и локалната власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија водат подеднаква грижа и за жителите на населените места. Покрај асфалтирањето на улици, на кои до вчера немаше ниту тампон, од населеното место Волково преку Прилепец изградивме нов асфалтен пат до манастирот Свети Никола. Го реконструиравме патот до Мариово. Градиме канализација во Големо Којњари. Го решивме деценискиот проблем со водоснабдувањето на Канатларци. А до крајот на летото ја завршуваме секундарната канализациона мрежа во Мало Којњари. Истовремено, општина Прилеп навремено и неселективно исплати 6 милиони денари за штети од невремето, кој во 2018-2019 година ги зафати населените места Канатларци, Мало и Големо Којњари и населбата Варош. За истата намена, на производителите чии земјоделски насади претрпеа штети од невремето, од државниот буџет им беа исплатени дополнителни 39 милиони денари. Во новиот 4-годишен мандат, кој владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе го добие после изборите на 15 јули, за земјоделството и руралниот развој обезбедуваме годишна финансиска поддршка од 200 милиони евра, поддршка од 10.000 евра за развој на микро и мали предпријатија во руралните средини, како инвестиции во јавно-приватно партнерство во секторот земјоделство. Заради се тоа, на престојните предвремени парламентарни избори, граѓаните ќе одберат интеграција наместо изолација, мир наместо конфликти, ќе одберат на селективна правда наместо сваровски судство, ќе одберат едно општество наместо поделби. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжат по правиот пат и нема да дозволат обнова на режимот. Затоа што можеме уште повеќе и уште подобро. Благодарам. Можеме уште повеќе, уште подобро. Заокружи број 3. Социјалдемократски сојуз на Македонија.